Состојбата со коронавирусот во Кочанскиот регион не бележи поголеми промени, а од Министерството за здравство потврдија дека уште 2 лица од Кочани се евидентирани како заболени. Во меѓувреме се зголемува и бројот на оние кои претходно биле на листата на заболени, а веќе се излекувани. Од ресорното министерство известија дека Институтот за јавно здравје на ниво на цела држава регистрирал 24 излекувани пациенти кои се лекувале во домашни услови. 5 излекувани се евидентирани токму во Кочани, по 4 во Скопје и Дебар, по 3 во Штип, Прилеп и Тетово, а по 1 во Струмица и Куманово. Во изминатите 24 часа потврдени се 7 нови случаи на COVID-19 во Македонија. Од нив 3 случаи се во Тетово и по 2 во Кочани и Куманово. Со тоа вкупниот број на заболени регистрирани во Центарот за јавно здравје во Кочани се искачи на вкупно 28. Бројот на дијагностицирани пациенти со коронавирус пак во државата изнесува 1231, а во болницата 8 септември починал пациент од Лабуништа на 70 годишна возраст. Во тешка состојба тој бил хоспитализиран на 8 април и веднаш бил приклучен на респираторна машина. Инаку, во изминатото деноноќие, во државата се направени вкупно 207 теста, при што на ефективното одделение во болницата во Штип на болничко лекување се наоѓаат 4 пациенти. На домашно лекување пак се следат уште 19 мина, информираат од Министерството за здравство. 85-часовниот полициски час дисциплинирано го поминаа и граѓаните на општина Виница. Иако се славеше и најголемиот христијански празник Великден, сепак виничани покажаа дека здравјето е најважно и се заштитија останувајќи дома за празниците и за целиот продолжен карантински викенд. Немаше голем број излезени и на излетничките места, кои беа контролирани од полицијата, но казнувања имало само 4. Во оваа општина нема заболени со коронавирус, но има лица кои се во самоизолација, а се намалува и бројката на лица во државен карантин. Во главно граѓаните на општина Виница беа дисциплинирани, меѓутоа има и поедини случаеви каде што полицијата констатирала 4 лица кои што не го почитувале полицискиот час, па по член 206 од Кривичниот законник ќе следат пријава за овие 4 лица. Што се однесува до бројот на самоизолирани луѓе во општина Виница, моментално е 22 лица, а во државниот карантин се 2 лица од територијата на општина Виница. Инаку сите деловни субјекти кои имаа можност за онлайн продажба и дистрибуција на продукти, доставуваа храна и лекови и им излегоа во пресрет на граѓаните на Виница во текот на целосната забрана од петокот во 16 часот до вторник до 5 часот наутро. Продолжуваа да важат мерките за заштита од COVID-19, а досега се гледа дека виничани доследно ги почитуваат истите. Територијалната противпожарна единица од Кочани евидентирала зголемен број интервенции во деновите од продолжениот празничен викенд. Тие главно се однесуваат за гасење пожари и укажување помош на граѓани. Увид во состојбата направи градоначалникот Никол Чуилиев, кој раководи со општинскиот кризен штаб. При тоа беше укажано дека поради користење уреди во домаќинствата и оптоварување на електричната инсталација, зголемен е ризикот од пожари. Исто така, дел од граѓаните ги злоупотребиле мерките за ограничено движење и неовластено палеле оган на отворен простор. Викендов пожарникарите гаснеле пожар при палење автомобилски гуми од страна на несовесни граѓани, кои и покрај забраната за движење излегле надвор од своите домови. Било интервенирано и при укажување прва помош и излекување човек кој паднал во коритото на Кочанска река. Викендов на улицата Митко Беќарски избувнал пожар во куќа во сопственост на 59 годишниот ММ. Екипа на територијалната противпожарна единица интервенирала и пожарот е изгаснат, а увид на лице место извршила и екипа од полициската станица од Кочани. При тоа е утврдено дека најверојатна причина за настанување на пожарот е палење на оџак од страна на сопственикот. За среќа нема повредени лица, но регистрирана е материјална штета.
Од територијалната противпожарна единица упатија апел до граѓаните внимателно да ги користат електричните и други уреди во домаќинствата. Со оглед на променливите временски услови, дел од граѓаните се уште користат и грејни тела и печки, што исто така го зголемува ризикот од пожари. Пожарникарите предупредија и на појавата земјоделците повторно да ги палат страништата, со што во актуелната состојба дополнително им е отежнат пристапот до местото за интервенција, поради што зголемена и опасноста од пожари кај овошни и лозови насади што се во близина. 25-годишно лице од Виничко заработи кривична пријава од полицијата заради силување малолетна девојка од Делчево, информираа од Министерството за внатрешни работи. Според известувањето од полицијата, јавното обвинителство од Делчево поднело кривична пријава против 25-годишниот КГ од селото Лаки Виничко за сторено кривично дело силување врз малолетник. Настанот го пријавила 29-годишна жителка на Делчево, која навела дека осумничениот извршил облјуба врз незината малолетна ќерка, пошто лицето било лишено од слобода. За настанот е запознаен и јавен обвинител кој изготвил кривична пријава. Од Министерството за внатрешни работи информираа дека во изминатите денови имало 2 неовластени влегувања во православните храмови во регионот. На 17 април во 7 часот и 15 минути во полициската станица во Виница, 59-годишниот ББ од Блатец, кој работи како свештеник во црквата Свети Јован Крстител во Лески, пријавил дека непознато лице насилно влегло во храмот и одзело пари. Увид на местото на настанот извршила увидна екипа од полициската станица од Кочани. Истиот ден, во 3 часот и 30 минути, во Кочанската полициска станица, ЛК од Зрновци пријавил дека половина час предходно непознато лице насилно влегло во црквата Свети Димитрија во Зрновци. Во меѓувреме се вклучил алармот, пошто лицето го напуштило местото. За настанот бил известен јавен обвинител, а увид направила и екипа од полициската станица во Кочани. Минатата година во Кочанско не е регистриран ниту еден случај на бруцелоза кај стоката, информираат од ветеринарната амбуланта Ветмет од Кочани, врз основа на проверката на терен со испитување крв кај овци и кози. Тоа се должи на континуираните акции за испитување на крвта и евиденција и вакцинација на подмладокот на стоката против оваа болест, како и одличната соработка со сточарите, вели Ѓорѓе Атанасов, доктор по ветеринарна медицина. Доктор Атанасов информира дека и покрај состојбата со коронавирусот, сепак активностите кои се неопходни се одвиваат во ветеринарните амбуланти. Имено започна годишното вадење крв за проверка на бруцелоза кај ситниот добиток. Се земаат мостри крв на околу 6000 грла овци и кози на територијата на Кочани, Зрновци и мал дел од општина Чешиново Облешево. Доктор Атанасов апелира до сите одгледувачи на овци и кози, што побргу да се обратат преку телефон до ветеринарните амбуланти, за да се договори термин за вадење крв за испитување на болеста. Стручните екипи на ветеринарната станица и амбулантите деновиве започнаа и со годишниот попис на овци и кози во поширокиот Кочански регион. Паралелно се врши и бележењето на јагнињата во регионот, што го опфаќаат амбулантите. При секоја неопходна активност на ветеринарите, запазени се мерките за заштита од коронавирусот дадени од владата. За прв пат најголемиот христијански празник Христовото воскресение поради здравствената криза со коронавирусот беше дочекан без верници. Храмот Свети Великомачени Ѓорѓе во Кочани, како и другите храмови низ државата, остана празен, а литургија по повод празникот се служеше во саботата наспроти Великден и во неделата наутро. Сослужуваа свештениците од Кочанското архиерејско наместништво, а пееше хорот Света Лидија Македонска при Лесновскиот манастир. Беше поставено силно озвучување на целата богослужба, така што сите верници кои посакаа да дојдат, а поради полицискиот час не можеа, имаа ретка можност да ја слушаат литургијата со силното озвучување, како и да ја следат во живо на интернет, кои ја пренесуваа свештениците во неделата наутро. Отец Станчо одржа беседа за Великден и на сите верници им го честиташе празникот. Великден, денот на Христовото воскресение, е празник на победата и празник на животот. Ово е денот во кој Господ ја објави својата победа пред очите на народите.
и сите краишта земени го видоа спасението овој ден е денот на животот и тоа е вечниот живот, денот кој ни донесе радување, кое што никој не може да ни го одземе. На Великден, на овој најголем христијански празник, ја исповедаме тајната на победителот, самиот Господ. Христос, кој преку своето славно воскресение од мртвите ја победи смртта, смртно го облече во безсмртното. На литургијата беше прочитана и посебна молитва за болните, како и за избавување од ова зло кое го снајде целиот свет. Граѓаните и овој подолг полициски час ги почитуваа мерките и останаа во своите домови на Великден. Си подготвуваа свечени трпези и си го прославија празникот во кругот на семејството. Исто беше и на вторден Великден, кога поради полицискиот час храмот остана без верници. Се служеше света архиерејска литургија на која учествуваше митрополитот Брегалнички Иларион во сослужение со свещениците од Кочанското архиерејско наместништво. По литургијата владиката ја освети новата црковна продавничка, која ќе служи за продавање свеќи и икони, а направен е и посебен дел за палење свеќи.